А ако сте да почнеме или да почекаме уште, како сте расположени? Стандардната приказна од 2009 постои, број околу 3000 членови, од 2019 започнавме некоја ваква форма на дружби, кај што сакаме да се запознаеме меѓу себе. До сега одржавме разни теми, а од февруари ги представуваме инженерските здруженија и асоциации се со цел да подобро се запознаеме, да се зголеми интеракцијата и да понатаму се тоа развива некои нови активности заеднички. И вечева се дружиме со Мако Сигре, доста позната организација. Ќе имаме честа да ни бидат воведни говорници господин Благој Четрповски, кој што е председател на Мако Сигре, професор Рубин Талевски, долго време во управните одбори во Мако Сигре, и Сашо Слатировски, подпредседател на Мако Сигре. А вечева имаме и модератор кој што е од нашиот факултет, тоа е нашата колешка Александра Крколева, па јас би го предал на нејзе подиумот да модерира оваа дружба. Тие што сте овдека, добре дојдовте, исто што се на Zoom, добре дојдовте, и да почнеме. Александра, повели. На надам дека се слушаме, може вака ќе треба за полесно да се разбираме. Добро вечер и добре дојдовте на оваа официјална FATE алумни дружба. Мене ми представува супер чест и задоволство што колегата Тони Манџуковски ја изнесе оваа идеја пред некое време. И морам да кажам дека секогаш е добро кога на едно место ќе се соберат инженери од различни области кои што може да се разменат идеи, мислења и да се поприкажат меѓу себе. Така го доживувам и FATE алумни. Се разбира, Мако Сигре од секогаш бил медиум за размена на идеи, за дискусии. Овој пат во малку по-слободна варијанта, не толку за техниката, повеќе за начинот на функционирање на нашата организација. Нашата велам затоа што и јас долги години сум член на Мако Сигре. До пред некое време и генерален секретар, сега веќе е колегата Методија Атанасовски на таа позиција. Во секој случај, мислам дека ќе го искористиме овој час и нешто малку да се дружиме во поинаква форма. Најпрво ќе започнеме со председателот на Сдруженијето, Благој Четрповски, кој што треба да ни пренесе дел од неговите искуства поврзани со Сигре, интернационалната организација, чиј што члена практично Мако Сигре. Благој, јас да не должам многу повеќе. Добро вечер на сите членови на алумни асоциацијата. Не знам како треба се наречеме, алумниевци или некако слично. Добро, во ред. Па еве, во денешното представување на Сигре како организација, мене ми припадна честа како председател да кажам неколку збора околу тоа што е Сигре во суштина, а моите колеги понатаму ќе се осврнат на Мако Сигре и можеби и днината на нашата организација. Сигре е една голема меѓународна организација, и јас би рекол така еден витален старец, бидејќи основана во 1921 година, значи во моментов има 100 години Сигре, но се уште постои и станува се поголема и поразвиета. Сигре е основана, значи, 1921 година во Париз, во Франција, и ја имала целта да стане глобална заедница која е посветена на заедничкиот развој и споделување на експертиза за електроенергетските системи. Ако одите на веб страната на Мако Сигре, ќе прочитате она што обично за секоја организација го пишува: цел, мисија, визија, и тоа би го прочитал просто. Цел на Сигре да се потикне ангажман и споделување знаење помеѓу професионалците од електроенергетскиот систем на глобално ниво и за да се овозможи одржливо обезбедување на електричната енергија за сите. Мисија на Сигре да се придонесе за подобрување на електроенергетскиот систем преку подобрување на експертизата на луѓето кои работат во електроенергетските системи. Визија на Сигре универзално да биде признаен како водечка глобална организација и заедница за експертиза во сите аспекти на електроенергетските системи. Сигре е, значи, една голема организација која покрива околу 1250 организациони целини, најразлични,
Расширена е во околу 90 земји во целиот свет, на сите континенти, а во срцето на Сигре, значи, се одвиваат 59 национални комитети, кои нудат разновидни технички перспективи и експертиза од секој агол на светот. Овде, значи, спомнав национални комитети, но морам да посочам дека суштински Сигре е организација на индивидуалци, на професионалци. Како професионалци кои работат секојдневно во електроенергетскиот систем, така и професионалци кои го истражуваат електроенергетскиот систем. Значи, има простор и за луѓето кои се од факултетите, има простор и за луѓето кои работат во фирмите. Целта е, значи, да се размена знаењата, целта е да се подобрат решенијата во секојдневната работа и да се подобри иднината на електроенергетските системи. Сигре инаку организационно поставен на тој начин што организира настани. Тие настани може да бидат симпозиуми, колоквиуми, советувања, панели, работилници, но како организационно поделене во 16 организационни целини, кои ние ги викаме студиски комитети. На тој начин се обидува, значи, да се покрие целиот аспект на електроенергетските системи, а оние работи што се слични се, значи, организирани во овие 16 организационни целини. На тој начин да се понуди широк спектар на локални и меѓународни настани и да се како некаков кулминација на целата работа на Сигре, на секој 2 години да се одржи централниот настан на Сигре, а тоа е конференцијата во Париз, или како што обично се нарекува Париската сесија. Париската сесија инаку се одржува на секој 2 години во принцип и ги содржи, значи, она што се сработило во претходните 2 години во другите организациони целини на Сигре, комитетите низ целиот свет, и ги зафаќа оние теми кои се актуелни во моментов. Париската сесија, значи, на тој начин ќе привлекува членови од целата заедница на Сигре и е различно од било која од овие други конференции кои Сигре како организација, онака како што е поделен, ги организира. Значи, таа представува еден темелен, интерактивен конгрес, при што оние трудови кои се излагаат на Париската сесија проаѓаат ригорозен процес, каде што се презентирани, каде што стотици трудови се рецензирани од најистакните рецензенти како членови на Сигре, и при тоа, после секоја тема се дебатира за да се види колку таа тема може да придонесе, да помогне и така натаму во развојот на електроенергетските системи. На Париската сесија обично има околу 3600, може би и повеќе делегати, с презентации од околу 6000 учесници во индустријата. Значи, како што рековме, 91 организациони целини на Сигре, односно 90 и повеќе земји учествуваат потенцијално на Сигре. Се одржуваат повеќе од 160 работни состаноци и од оние 16 студиски комитети повеќе од 30 сесии се одржуваат за време на Париската сесија. Значи, јас тргнав од главата, сега би одел малку регионално. Другите настани кои Сигре ги прави се симпозиумите, кои исто така се одржуваат вообичаено во непарните години, во различни земји, таму кај што е присутен Сигре. Симпозиумите обично се координирани од Централната канцеларија на Сигре во Париз и при тоа се разгледуваат широки референтни документи од меѓународни експерти. Обично се базираат на соработка помеѓу 4, 5, 6 студиски комитети за да се организира еден таков симпозиум. При тоа се фокусираат на специфични теми од актуелниот интерес, трудовите се однапред разгледани од, како што реков, меѓународни експерти, членови на Сигре, од студиските комитети, така да завршните дискусии се одржуваат и по презентациите. Во симпозиумите се водат повеќе како индустријски конференции, при што авторите имаат право на 15 до 20 минути излагање за да се овозможи после тоа да може да се дискутира за секоја од темите на кои ќе биде образложена. На симпозиумите обично учествуваат некаде од 500 до 800 делегати. А ако одиме подолу, значи Сигре одржува колоквиуми.
Тие се еднодневни конференции за теми кои се организираат нормално од некој студиски комитет типично и се однесуваат на тема која е многу актуелна и многу интересна вообичаено за домакинот на тој колоквиум. Вообичаено на таков еден колоквиум учествуваат 100 до 150 делегати. Тие се значи поприлично фокусирани, но повторно работата се одвива преку изложување на трудови, презентација кои претходно се рецензирани и дискусија по нив. Значи, имајќи во предвид дека СИГРЕ се состои од 16 студиски комитети, значи потенцијално можни се 16 овакви конференции годишно. Понатаму подолу во СИГРЕ се одржуваат регионални и национални настани. Најголем дел од националните настани се оние советувања кои националните комитети на СИГРЕ ги организираат годишно или на 2 годишно ниво и обично се придружени од теми кои се презентираат од локални експерти, се рецензираат од локалните експерти, истакнати членови на СИГРЕ и при тоа понекој се даваат и упатства за разни ситуации, стандарди и така натаму. Тоа би било значи начинот на кој работи СИГРЕ, значи организирање на разни настани и конференции кои се рецензирани и при што може да се очекува дека значи секоја од тие теми која е прикажана е издржана и може да служи како искуство за сите членови на МАКО СИГРЕ. МАКО СИГРЕ сите своји документи ги има на својата веб страна, така да членовите можат во секое време да погледат било каков документ, а истовремено го издава и својот месечен часопис кој сега излегува и во електронска форма. Така да се што е во овие 100 години издадено од СИГРЕ е достапно за оние кои се заинтересирани за некоја тема. Кои се придобивките од ваквиот начин на работа, ја би ги поделил на 3 дела. Едната би ја нарекол технологија со глобална перспектива. Значи, експертизата и технолошкото разбирање на СИГРЕ, на членовите на СИГРЕ, го офаќа светот како ниедна друга организација што постои и ова е многу важно бидејќи нашиот свет станува помал и помал. Колку стануваме посложени, така стануваме и помали. Како инженери, значи мораме да ги препознаваме глобалните промени, глобалните разлики во технологијата, мораме да ги познаваме индустријските стандарди, да ги разликуваме индустријските стандарди по регионите, настаните, процесните настани случаи, испади и така натаму, треба да ги знаеме за да можеме да бидеме во чекор и успешно да се справиме со нешто што слично може да се случи во нашите околини, во нашите компании кај што работиме, во нашите електроенергетски системи и слично. Втора придобивка би ја кажал вмрежувањето. Како организација на членови од целиот свет, особено е важно мрежувањето. Мрежувањето помеѓу инженерите, мрежувањето помеѓу студиските работници кои работат на развој на нови технологии, системи и така натаму, но и мрежувањето меѓу извршните, би рекол, одбори на големите фирми, бидејќи во СИГРЕ учествуваат исто така како колективни членови на големите фирми кои се занимаваат со изработка, со одржување на електроенергетските системи во светот. Тоа е начин на кој извршните управни одбори, членови, директори можат меѓу себе да разговараат, меѓу себе да се разменуваат искуства кои се на еден повисок домен од самото инженерство. Третата практична работа, што би овај третиот придобивка која би ја кажал е практичната работа. Резултатите од работата, трудовите на СИГРЕ во самата природа се практични. Тие укажуваат на некој проблем, тие укажуваат на можно решение на тој проблем, за тој проблем се дискутира и тој проблем потоа значи станува отворен и познат за сите негови членови, односно за целиот свет. Значи, смислам дека овие придобивки, вака кажано, се доволно оправдани за секој поозбилен професионалец, независно дали е истражувач или е инженер, да се вклучи во една ваква организација. При тоа можам да истакнам дека членството на СИГРЕ не е во некаква ривалство со другите истакнати организации, како што се IEEE или така натаму,
Сигре повеќе го гледа тоа заедничко постоење како комплементарност, а не како некакво ривалство. На крај би кажал дека што е она што Сигре сега во овој момент се занимава, имајќи го во предвид овие предизвици во електроенергетските системи кои моментално ни се пред нас. Значи, тековниот стратешки фокус е на идните енергетски системи, на одржливоста на околината, на најдобра употреба на постојните електроенергетски системи и при тоа се обидува да ги зафати овие најголеми тековни предизвици кои се фокусирани на обновливите извори на енергија, нивната изградба, но и нивната интермитентност која многу влијае на денешните електроенергетски системи, растечките барања за соочување со проблемите од животната средина, ограничувањата кои се повеќе ни се јавуваат за изградба на нови преносни структури, а кои се барани од изградба на новите извори, архитектура на мрежите и системите во овие нови услови, пренос на големи количини на податоци на електроенергетските за одржување на овие електроенергетските системи, како и она што станува на крајот се поважно, а е и во доменот на енергетиката, а тоа е сајбер безбедност. На кратко, јас тука некаде би завршил со описот на Сигре како организација, па го предавам зборот на Александр. Благодарам, Благоче, за описот кој што беше интересен и детален. Јас дури бидејќи сме на исто место, ако ја личам дека сум во дворот на ФЕД која е дење, се забурава човекот оваа пандемија дека всушност говорникот е карши, дека не мора да се гледа цело време во екранчињава на Zoom и да си ги будеш очите како без врска некој, ама очигледно дека некои работи изгледа сме ги заборавиле во овој период. Во секој случај, Благоче спомна дека Сигре е еден витален 100 годишник, така му доаѓа. Оваа година 100 години наполни и Мако Сигре секако е член на оваа меѓународна организација. Ние, колку што знам, Благоче, имаме и членови кои што се практично членови не само на Мако Сигре, туку и на Сигре интернационалното, кои што доаѓаат од редовите на професионалци, инженери од нашата област и кои што имаат можност всушност да ги следат сите овие области кои што ги спомна Благојче во своето излагање за 100-годишниот старец. Но иако мотивацијата за постоењето на Мако Сигре е практично интернационалното сдружение Сигре, сепак и ние овде повеќе 20 години сме имаме млад дечко или девојка, не знам ако Сигре како ќе го водиме, ама не е старец, ама е баш во рани зрели години. Во македонски услови уште млад до душа. Така да и имаме луѓе кои што всушност се сеќаваат на Мако Сигре од основањето до сега. И овде гледам приклучени повеќемина, но овој пат просторот за историјата на Мако Сигре ќе му го отставиме на професорот Рубин Талески, кој што долго време е член, беше и член на извршниот одбор, подпредседател, потоа председател, сега повторно член на извршниот одбор како еден од поранешните председатели на Мако Сигре. Така што во наредните минути ќе го замолам професорот Рубин Талески да ни каже нешто за историјата на Сигре. Се надам дека е тука. Александра, благодарам. Благодарам за поведот. Како се вика, не сум највозрасен, ама од постојниот извршен одбор, добро. Ристо Миновски има поголем стаж од мене, јас сум од 98 во извршен одбор, да ќе зборувам нешто за историјата
веројатно долги години памтам, иако се разбира овде колку што гледам од овие што се присутни, најголем дел се или членови, или дури па и како се вика, членови на извршен одбор, па Благојче рече, можеме извршен одбор да одржиме вечерва. За подсетување за тие што можеби не го знаат тоа, Мако Сигре е основан во 94 година во на 24 јуни во 94 година од група ентузијасти од факултетот, начело со професорот Ристо Миновски и се разбира останати од факултетот и од тогашното електростопанство. Во 96 година сме примени во како национален комитет во Сигре, од едноставна причина што треба процедура и обично Сигре одржуваше собранија на секоја парна година во текот на одржување на таа сесија во Париз, па дури во 96 година, таму крајот на август од тогаш сме членка на Сигре. Инаку ние како Мако Сигре, за да бидеме, и не само ние, него сите други се разбира, национални комитети да бидат препознаени во Париз, треба да имаме некаде над 40 индивидуални членови или евентуално и колективни членови. Во овие 27 години од кога постои Мако Сигре, ние цело време се обидуваме и како што Благојче прочита целите и задачите на Сигре и нашите се тие, затоа што ние се обидуваме активностите наши во овие години да ги реплицираме во Македонија, се разбира со сите ограничувања што ги имаме пред се како мала држава, релативно мала економија и така натаму. Меѓутоа, мислам дека успеваме. И мислам дека сме добри. Сигре има голем број активности. Благојче ги наведе. Мако Сигре, за жал, нема толку многу активности. Главно нашите активности се одвивале преку организација на советувања. Досега имаме организирано 11 советувања, за жал, оваа година го рипнавме, не организираме од разбирливи причини, зошто, можеби ќе кажам и малку подоцна. Она што е карактеристично за Сигре, и ние сме организирани во 16 студиски комитети, инаку таа организација е релативно нова, 20 на години, некаде во 2000 година и Сигре се реорганизираше, до тогаш Мако Сигре, односно и Сигре работеа преку колку се ова 4, 7, па не исто така 5-16 студиски комитети, меѓутоа поинаку организирани во 3 секции елементи на постројки, каде што облегуваат ротациони машини и останата опрема во постројки, потоа секција 2 водови постројки и трета секција мрежи. И ние исто така до 2001 година бевме така организирани, потоа се поделивме во, односно се реорганизиравме во 16 студиски комитети и морам да кажам дека во вечерва барем 5-6 студиски комитети се застапени со своите председатели или евентуално можеби секретари. Што направивме во овие 27 години? Реков 11 советувања. Првите 2 советувања се одржани во 96 и 98 година во Струга. Некако како еден вид традиција, затоа што во 85 година Јуко Сигре има
одржа советување во Струга. Штета што Трајче не е тука. Трајче, ја не сум учествувал на тоа советување, меѓутоа Трајче беше и во организација, пошто, како се вика, електростопанство, тогаш беше, да речеме, овдека организатор во Македонија. Од 2001 година се префрливме советувањата да ги држиме во Охрид од едноставна причина што во Струга хотелските капацитети беа на незадоволително ниво и досега сите други советувања се одржани во Охрид во Метропол. Ние се обидувавме во првите години на секој 2 години да имаме советување, меѓутоа некако во 99 година се направи, кога се подготвувавме за советувањето во 2000 година, Електростопанство организираше една конференција која што не ги потроши трудовите, немавме доволно трудови, па го одложивме советувањето за 2001 година. Па исто така после тоа направивме уште 2 советувања на 3 години и од 2007 година наваму, со исклучно сега оваа година што рипнавме, советувањата ги одржуваме секој 2 години во непарна година, колку толку да се растоварат и некако во согласност со останатите национални комитети во регионот. Инаку го спомнав Јуко Сидре. Јуко Сидре е основан 51 година и до распаѓањето на Југославија има одржано 20 советувања и сега да видам колку ги има, и 8 симпозиуми. Инаку еве, ако можам, ако ми дозволи организаторот, веројатно ќе ми дозволи, можам да, ако на екранот го гледате, ова е на страната, на веб страната на Мако Сигре, ги имате дури и сите трудови од советувањата на Јуко Сигре, овие 20, мислам дека го гледате ова, да, и од овие симпозиуми на Јуко Сигре, кои што се до 90 година 8 биле одржани. Покрај тоа се разбира, на страната на Мако Сигре ги имате во дигитална форма сите трудови од 2001 до 2019, овдека 19 уште не е пишана во овој список. За жал, Мако Сигре се дигитализираше целосно при организација на советувањата дури во 2001 година, така што не сме ги дигитализирале, односно не сме ги скенирале трудовите од 96 до 98 година. Покрај овие советувања, ние од време на време, реков не многу често, сепак државата ни е мала, активностите бараат доста напор од волонтерите и не сме во можност да ја копираме активноста на Сигре, или активноста на некои поголеми студиски национални комитети во регионот. Ние инаку како национален комитет релативно брзо, практично веднаш после Словенија и Хрватска, во 1994 година го направивме националниот комитет. Добро, србите велеа дека долго време се наследници на Јуко Сигре заради политичката ситуација, па дури после дојдоа босанците да направат национален комитет, црногорците, а пред година, 2 или 3, како беше пред 2-3 години, дури и Косово има национален комитет сега. Реков, овие советувања се главните настани или главните начини како Мако Сигре ги спроведуваат своите цели и активности. Од сега напамет не ги знам сите, некаде можда во некоја историја може да се најде тоа, меѓутоа бројот на трудови што сме ги имале на овие советувања никогаш не бил помалку од 100, или тука бил 100, до некој 140 за некое советување. Бројот на
учесници на советувањата е многу големо, особено на последниве 3-4 советувања, каде што имаме од 350 до 400 регистрирани учесници со платени котизации. Се разбира, мала држава сме, ама од друга страна, заради тоа што на тие советувања успеваме да обезбедиме дружење, размена на искуства, размена на знаење помеѓу луѓето, многу луѓе доаѓаат на советувањата и многу фирми ги испраќаат своите вработени на овие советувања. Особено од 2007 година наваму работиме малку покомерцијално, од многу едноставна причина, што до 2004 година советувањата беа практично поддржани од електростопанство и имаше некоја друга финансиска поддршка и од другите од останатите фирми, меѓутоа од 2007 година кога електростопанство се подели на тогаш 3 компании, малку моравме заради финансиски да стоиме малку подобро, да ги условно речено, да ги комерцијализираме овие советувања, на тој начин што во последниве 3-4 години практично нешто како саем да организираме во хотелот во Метрополис, и сите одека отприлike биле таму и се сведоци, каде што луѓето ги разменуваат искуствата, знаења и се разбира социјално дружење. Мако Сигре немаше да дојде до ова, условно речено, дереже, ако не беше поддршката во прво време од електростопанство, а потоа и од останатите компании што произлегуваат од нашиот електроенергетски сектор, како и останатите компании. Мако Сигре има 11 има колективни членови. Тоа се Елем, Мепсо, Евана и Мемо, тоа е како се вика националниот маркет оператор за електрична енергија, регулаторна комисија Неотел, Сискон, Фимел, Бенинг сам и двата поголеми факултети, тоа е нашиот факултет и Битолскиот технички факултет. Значи, Мако Сигре немаше да обстане и немаше да го има овој успех што го има постигнато без поддршка од овие компании и се разбира од многу од странските компании, како што се пред се зборувам големите странски компании Siemens, ABB, од време на време General Electric и многу други, сега да не ги редам сите. И таа поддршка што ја добиваме не е само во парите се разбира се потреби за да се платат сите тие активности што ги правиме, меѓутоа поддршката се гледа и во пишување на трудови од страна на вработените во овие компании, со што се подига квалитетот на самите советувања. Тука не можам да не ги спомнам факултетите кои што финансиски практично не придонесуваат многу, скоро воопшто не придонесуваат, ама затоа особено нашиот факултет, а се разбира и техничкиот факултет во Битола, и тоа како придонесуваат за развојот и работата на Сигре. Покрај овие активности кои што се насочени за инженерите, главно инженерите, Мако Сигре во последниве десетина години активно работи на поддршка на идните инженери, тоест на студентите. Некаде од 2011 година, ако не се лажам, или 12-та, Сашо ќе ме подсети, бидејќи тој тогаш беше председател, почнавме со тоа што
започнавме да ги наградуваме завршените студенти од електроенергетските насоки на нашиот факултет и на факултетот во Битола. Потоа почнавме да даваме по една годишна стипендија, односно школарина за прва година на студентите на електроенергетските насоки повторно во Битола и во Скопје. Сакајќи да го зголемим интересот, се разбира, на студентите за во Мако Сигре да се приклучат понатаму. Покрај тоа, ги поддржуваме студентите при организација на Скеор конференцијата, што ја организираат сега Александра, ќе ме подсети 5 или 6 пат секоја година или секоја втора година. Тоа се млади студенти, тоа е конференција за енергетска ефикасност и обновливи извори. Една година организиравме комплетно студиска сесија во Охрид. Студентите, значи со студентски трудови, студентите секоја во последниве 3-4 советувања учествуваат на советувањата без плаќање котизација. Така што имаме активност, реков, тие активности се врзани повеќе со околу советувањата. Друго, не би кажал за историјата или како сме работеле. Мислам дека ги покрив сите работи, ако нешто заборив, ќе се јавам да дополнам. А се разбира, стојам на располагање за прашање, бидов дека Трајче дојде, па добро, ај после ќе го прашам да ако се сеќава да каже нешто како го организираше советувањето во Струга. Благодарам. Благодарам за излагањето за историјата на Сигре и за тоа како Мако Сигре денеска работи. Мислам дека беше интересно да се слушне и за тоа како се започна, ама и како денеска течат работите. Колку што се сеќавам јас и во ЮКО Сигре, мислам дека имавме, подсетете ме ако не грешам, председател, некој од професорите од Електро беше. Предпоставам дека Станимир Јовановски. Да, Станимир Јовановски. Станимир Јовановски беше председател на ЮКО Сигре, сега не сеќавам во која година само. Еден мандатен период, сигурно само... Минатиот век во секој случај. Добро, и како ЮКО Сигре. ЮКО Сигре не постои во овој век. Да, така да во секој случај мислам дека нашите инженери оставиле белек и во постоењето на ЮКО Сигре, секако за Мако Сигре да не станува ни спор. Она што може би е интересно сега да се продискутира како продолжение на ова што досега го говореше професорот Рубин Талевски е како денес функционираме, кои се плановите за иднина, како Мако Сигре понатаму ќе продолжи да работи. Инаку спомна професорот дека оваа година ќе требаше да имаме советување. Баш во овој период од годината се случуваат советувањата, но се решивме да нема. И сега овде во бифето на фејта е фино да се види барем дел од луѓето кои што секогаш ги гледам на Мако Сигре, на советувањето на Мако Сигре. Но се надевам дека во иднина дел од советувањата ќе продолжат да бидат дел од Мако Сигре. Нашиот тазе, да речам, подпредседател на Сдруженијето, Саша Залтировски, е овде за да ни каже нешто малку повеќе за тоа како го гледаме Мако Сигре во наредниот период. Сашо. Добро вечер на сите. Благодарам, Александра. Слушнавме многу за успешната историја досега за Мако Сигре. Значи ќе биде доста предизвик пред се да се одржи овој континуитет и ова успешност и во иднина, но сметам дека со еден ваков тим и сите членови, универзитетите заедно и со сите партнери дека нема да биде воопшто проблем. Јас
ќе бидам доста пократок во однос на претходните говорници. Пред се за мене би било интересно малце да ги чуем и алумни. Јас од прилика би кажал во која насока се гледам или како од прилика би се движеле понатаму, но би сакал баш и алумни, сите оние што се присутни денеска на состанокот, па да им дадат и малце фидбек. Може би тие да кажат кои се и нивните очекувања, па да направиме една заедничка стратегија за развој во иднина. Иднината на Макосигре пред се мора да ја гледаме во контекст на новите технологии кои што се случуваат, односно во контекст на дигитализацијата, што во моментот задира на вистина длабоко во сите пори во електроенергетиката. И таквите технологии се повеќе и повеќе се размножуваат секој ден. Но од друга страна па не можеме да го заборавиме и традиционалниот начин на функционирање на електроенергетскиот систем, така да сите овие нови технологии одат паралелно со сето она што веќе долго време ни е познато во енергетиката. Значи традиционалниот начин на проектирање, одржување, инсталирање на опрема и така натаму. Така да во едно вакво време од фундаментално значење за успехот понатаму е да бидеме во чекор со промените. Пред да скажам неколку главни точки од прилика каде би се насочиле во некоја иднина, добро е можеби да ги повториме уште еднаш нашите цели понакратко. Баже веќе зборуваше за визија, мисија на Сигре, целите на Макосигре и професорот Трубин спомна дека се идентични овде, кај само накратко од прилика што сакаме ние да правиме, за да од прилика можеме да зборуваме на што точно би се фокусирале во иднина. Значи, ние сакаме пред се да ги поврземе експертите од енергетиката, односно за електроенергетските системи, и да потикнеме нивен што поголем ангажман со цел да разменуваат знаења, се со цел да одржиме, да обезбедиме еден одржливо и безбедно снабдување со електрична енергија. Значи, подигнување на знаењата, интеракција помеѓу експертите, овде пред се на национално ниво, чија цел е на Макосигре. Сега, како би го постигнале ова во иднина? Ништо не се разликува и од оно што сме го правеле и досега. Пред се е многу битно за да тој пат го продолжиме понатаму и да обезбедиме една стабилност и континуитет на Макосигре. Како што спомнав на почетокот во однос на дигитализацијата, сега ви ја проширил со повеќе теми. Еден од столбовите што сметаме дека е многу битен за иднина е да обезбедиме разновидност. Значи, покрај традиционалните теми за електроенергетиката кои што секогаш се присутни, мораме се повеќе да се навикнеме и да бидат дел од нашите дискусии пред се енергетска транзиција, зелен договор, обновливи извори, микромрежи, паметни мрежи, енергетска ефикасност, електрична мобилност, блокчейн, вештачка интелигенција и така натаму. Значи, сето тоа мораме некако да го залепиме и предодадеме на сето оно што традиционално не е доста познато. Значи, мораме да бидеме во тек со сите актуелни случувања во овие области. Втор стоп, рековме дека една од целите ни е експертите и знаењата меѓу нив да бидат разменувани, односно да се држат заедно. Значи, мора да најдеме начини како, односно да продолжиме со сето она што и досега го имаме правено, интеракцијата помеѓу членовите во Макосигре да остане на високо ниво. И тоа е преку сите оние советување, активности кои што Макосигре ги има правено, мора да осигураме дека тоа ќе продолжи понатаму. Навистина се надевам дека ова ситуација со COVID конечно ќе се стабилизира и дека ова што можеби беше планирано за оваа година, дека во некоја блиска иднина ќе го надоместиме, но тоа пред се зависи од ситуацијата со COVID. Продуцирање на што повеќе трудови, публикации, организирање на разни средби, форуми и социјалните мрежи не може да ги заборавиме. Може би треба да размислиме за некои дополнителни платформи и ова интеракција да може да биде што е можно поинтензивна и подостапна до целата АФЕЛ. Професорот Трубин доста зборуваше за
партнерството со индустријата, односно напомена неколку компании со кои имаме навистина добра соработка и досега. Битно е понатаму таа соработка да продолжи, да ја зајакнеме што е можно повеќе и да привлечеме што повеќе партнери од индустријата. Како што кажа професорот, не само заради обезбедување на финансиски средства како би можеле да ги спроведуваме нашите активности, туку преку нивните знаења, нивните искуства од сите проекти во кои учествуваат да може да ги споделат со сите членови на МАКО-СИГРЕ, што е една од основните цели. Универзитетите, МАКО-СИГРЕ е универзитет, универзитетите се МАКО-СИГРЕ. Значи без афелата што е од универзитетите, односно од факултетите, пред се во Битола, во Скопје, МАКО-СИГРЕ не би имало никаков смисла. Така да оваа синергија и висока присутност на скоро сите професори од факултетите во МАКО-СИГРЕ е неминовна и многу битна за да го одржиме континуитетот кој што го имавме досега и дури да го зголемиме нашето членство што повеќе. И еден последен столб, континуиран раст. Иако сме мала држава, сепак треба да привлечеме што е можно повеќе инженери кои што се во енергетиката, особено кои што се во делот за електроенергетски системи, па целта ни е сите тие да бидат членови на МАКО-СИГРЕ. Пред се треба да обрнеме внимание и на новите генерации, како што кажав, битно е со какви теми ќе бидат присутни во МАКО-СИГРЕ, со цел да видиме што повеќе атрактивни за новите генерации, за да таа мрежа се повеќе и повеќе се проширува. Битно и тука да кажеме и досега и понатаму членството во МАКО-СИГРЕ за студентите, за сите оние што не се веќе дипломирани ќе остане и ќе биде бесплатно. И ако направиме една добра мешавина од добри актуелни теми и ако целиот овој тим и сите членови и сите партнери се држат заедно, сигурен сум дека на крај ќе постигнеме целта секој инженер кој што има било каква допирна точка со електроенергетски системи да биде дел од нашата заедница, а се со цел да можеме знаењата помеѓу нас да ги споделуваме и да направиме една силна мрежа на знаење. Јас толку би имал да кажам, мене баш би ме интересирало сите овие што овдека се присутни на овој состанок онлайн или физички во бифето, па еве нека дадат некои идеи, нека споделат со нас. Сигурно дека ќе ги слушнеме и ќе бидат добре дојдени за да можеме некои наши стратегии за во иднина да ги прилагодиме врз основа на очекувањето на членството и на сите останати. Благодарам, Саша, за ова баш убав преглед и на активностите на МАКО-СИГРЕ, ама и на она што не спојува сите во ова здружение и инженерите со искуство и инженерите кои што се скоро дипломирани, а кои што сакаат да се вклучат во нашето здружение. Мислам дека таа соработка во МАКО-СИГРЕ секогаш постоела, но постои простор да се унапредува и да се подобрува. Она поддршката на студентите од страна на МАКО-СИГРЕ е всушност нашиот начин како да ги мотивираме, да ги поддржиме понатаму да се пронајдат во својата професија и да ги пронајдат колегите од кои што можат да учат. Јас кога зборував со Тони околу организацијата на овој настан, му спомнав дека модератор можеби не ни треба, бидејќи дискусијата само од себе ќе почне да си тече, познавајќи ги луѓето со кои што сме соработувале на различни начини во МАКО-СИГРЕ изминатите години. Веќе гледам две кренати раце овде за дискусија, бидејќи го завршивме делот со некакви воведни или можеби само да речем излагање на нашите членови во врска со СИГРЕ и со МАКО-СИГРЕ. Јас предност би му дала на Александар Шекерински, тоа е истакнат наш член и долгогодишен и поранешен председател на здружението. И прв крена професионалец. А баш ка прв крена рака, ама добро сега и пошто професорот веќе зборуваше, ќе му дадеме предност на Александар, па така што а потоа и професорот Рубен Тарлевски да се доискаже секако. Сашо, повелете.
Фала за зборот и фала што водиш сметка за редоследот. Вака, колку што се сеќавам во поканата, историјата на Макос игре беше на некој начин врзувачко ткиво за оваа средба. Па ја нешто што ми падна за историјата, али и за поврзување некако со сегашноста. Благојче спомна дека 100 години Макос игре, меѓутоа спомна дека сега дел од новите заложби, значи оноа фокусирање на некој начин на Сигре, големото Сигре, се системите. Нови концепции заради све оноа ново што се случува. Сега ја некако поврзувам со историјата. Историјата што беше издадена, има за 90 години на Сигре, има издадена историја официјална и таму колку се сеќавам зборува за почетоците во 21 година, 921. Значи тоа биле почетоци кога биле судрени фирмите, компаниите кои што се бавеле со електрична енергија да обезбедат пренос на електрична енергија на големи далечини. Например, Германија која имала на југот извори, а на север потрошувачка и почнале да се развиваат високите напони и нормално се појавиле проблеми кои што се сврзани со функционирањето на тие мрежи, на тие напонски нивоа. И после почнало Сигре. Сега ја викам сличност некоја гледам сега. Во нашево време сега, после 100 години од тоа, сега повторно потребно е се работи на нови природи, концепти во системите, бидејќи сега пак се појавија нови извори кои што со своето функционирање наметнуваат и нови режими на работа. Така што некако се поврза овие 100 години, некако ова сега како подраматични промени да има. Следејќи оноа, да речеме, во годините колку сум имал прилика да следам што било актуелно за Сигре и гледам сега дека е подраматична напорите, фокусот во однос на све оноа ново што е во концептот на системите за сега и за иднина. Тоа сакав да кажам. Благодарам за оваа дискусија. Јас морам да кажам дека од секогаш кога снимале Макос игра сум користела време да слушам нешто од постарите колеги, а Сашо Шекерински секогаш имал интересни приказни за трансформаторските станции низ Скопје, електродистрибуција и што се случило во зима кога системот бил преоптоварен и мислам стварно како жива енциклопедија, така да за младите членови на Макос игре, овие наши средби се особено интересни. Мислам стварно може многу да се научи. Сега како бидејќи одиме поред, професорот Рубин Талевски одамна му крената раката, таман сега може да прослуша. Ќе спуштам сега. Да, пред малку реков, ќе кажам зошто го откажавме оваа година советувањето. Да, ковидот е основната причина, се разбира. Меѓутоа, и не дека не можевме да организираме. Ќе повикаме автори, ќе напишат трудови, ќе си ги гледаме вака преку Zoom, значи технички размислувавме со помош на факултетот, со платформите, пошто имаме факултетот доста лиценци, можевме да организираме советување, меѓутоа тоа советување ни оддалеку немаше да личи на оние советувања, особено во последниве десетина или не знам колку години, каде што имаме по 10, на последното советување имаме 13 или 15 излагачи. Доаѓаат фирми да се презентираат кај слушателите, да им покажат што има ново во нивната производна програма и така натаму, и нормално луѓето разменуваат мислења, ќе се напијат кафе, па и нешто повеќе од кафе и така натаму. Значи,
не сака, мислам, ја нема таа драж, ја нема таа поента. Сашо спомна дека студентите ќе бидат бесплатни на студентите. Ние многу одамна, практично, ако не се лажам, од 2014 кога организиравме она голема прослава за 20 години од основањето на Макос Игре. Тоа беше година во која што немавме советување, ама направивме активности повеќе, можеби отколку советувања. Па и тогаш на централната прослава во Скопје ни дојдоа и председателот и генералниот секретар на Сигре, тогашен Клаус Фролих и председател и Филип Адам, генерален секретар. Од тогаш ние на студентите им нудиме бесплатна членарина во Макос Игре. Не е голема, ама сепак е бесплатна за нив. Бесплатна котизација за ако имаат трудови на Макос Игре и дури во некои години дури сме финансиски ги поддржале да дојдат и да ги представат своите трудови. Така што таа работа мислам дека добро рече Сашо треба да продолжи и се разбира да ја унапредиме. А морам да ви кажам дека Сигре дури после нас некаде во 2016 година ја воведе таа пракса и сега студентите, редовни студенти на додипломски студии може да бидат членови и на Сигре за без пари. Односно, и што најважно да ги добиваат материјалите во електронска форма. Сигре веќе се дигитализира во последниве 3-4 години и скоро сите материјали се достапни во електронска форма. Се разбира за членовите. Сашо кажа многу добри работи за што треба да одиме во иднината. И мислам дека сега се врати после еден известен период во она тесното раководство. Председател, подпредседател и генерален секретар. Сега имаме доминација од индустријата. Порано беше еден период имаше обратно, каде што доминација беше од академска заедница. Да, добро е тоа од академска заедница, меѓутоа индустријата е таа што треба да ја води или да ги инициира работите. Сашо како генерален директор на електродистрибуција, Баже како директор на производство, Моелем се таман на правото место како што да правиме во иднина. А што се однесува до ова што кажува Сашо, историјата се повторува поинаку. Ако на времето во Германија бил проблемот обратно, струјата од југ на север да се однесе, овие последниве 10 години поинаку. Струјата од север да се донесе на југ, затоа што на север имаат многу ветерни електрани, кога дува ветер на север, они нема како се вика, струјата да ја пренесат во јужните делови, па ги користат мрежите на Полска и Чешка, нели, поврзани мрежи, па чесите и пољаците ставаат трансформатори, овие, како се викаат, фейс-шифтери, со кои што ограничуваат, само за да не, пошто користење на мрежи во прекогранична трговија не се наплаќа, ама добро, тоа е за стручна работа. Благодарам. Ја само реков да дополнам ова и за тие што се членови на Макос Игре. Се извинам, на Сигре. Тоа се некои вработени по овие големиве компании, ева на ЕЛМ и МЕПСО и така натаму, некои од факултетите. Имате, сите веројатно знаете, може да се регистрирате историјата на Сигре и историјата на студијските комитети, на националните комитети на Сигре, кои што се издадени пред 10 години, членовите може да ја добијат бесплатно. За жал не смееме, пошто за тие што не се членови на Сигре се наплаќа, ние не можеме да ја објавиме и да ја споделуваме. Меѓутоа, Александра нека ме потсети ако нешто грешам, во лабораторија кај нас за висок напон, мислам дека имаме некои примероци, ако не се, Александра, се сеќаваш? Имаме нешто, ма не баш тоа. Имаме печатени примероци
Значи тие што не сакаат печатен примерок, може кој сака слободно нека пише таму на секретаријат на Мако Сигре и така на инфо, или не знам на која, не е битно на која имейл адреса, можеме да најдеме копии во печатена форма за историјата на Сигре и историја на студиски национални комитети. Добро, благодарам. Да, имаме историја на национални комитети од Југоисточна Европа, печатани изданија. Не од Југо, ја мислам дека од историја Сигре, еве ќе го споделам ова, ја сега го гледам на интернет. Сега добро, јас сум најавен, пошто сум член на Сигре, и ова можам да ја симнам, еве ова историја на национални комитети, издадена 2013, и она Сашо што ја спомна историја, тоа е историја на Сигре, таа издадена по повод 90 години во 2001 година. Сега дали имаме од двете или немаме, не ме држите за збор, ама мислам дека од двете имаме. Што имаме слободно, обратете се, ќе најдеме што имаме да споделиме. Јас не сум сигурна за тие изданија, но знам дека имаме едно уште поново, што е правено по терокот на историјата на националните комитети на Сигре, издадена во 2013, ова е нова од 2020, ми се чини. Од Серк. Да, од Серк. Ја заборавив, да. Да, тие се на практично историјата на националните комитети на Југоисточна Европа и пишува за развојот на електроенергетските системи на земјите од Југоисточна Европа. На иницијатива на Словенечкиот национален комитет и на СЕРК се издаде таква книга, има и за Македонија таму дел, така што мислам имаме копија од тоа и може да кој сака може да добие секако и да, ако е заинтересиран да чита. Секако во овие дискусии беа спомнати неколку работи кои што се важни. Секако прославувањето на 100 годишнината на Сигре беше оваа година и за жал, како и нашето советување, што не се одржа, тоа нивно да се одржа, ама виртуелно. Ние таму имавме и на годинишната сесија имавме и представник, практично од ланската сесија имавме прифатен труд. Еден од авторите, професорот Мирчевски, мислам дека е приклучен овде, да. Значи имавме труд како национален комитет. Благојче Прегеска кажа дека тоа е навистина убаво за презентирање на комитетот и достигнување на авторите на трудот. Значи не е воопшто за занемарување таа информација. Имавме труд кој што е прифатен, кој што беше презентиран и оваа година и дел од практично виртуелната прослава на 100 годишнината на Сигре можеше да ја следи професорот Мирчевски. Секако за Мако Сигре и Сашо Салтировски спомна дека е многу важна соработката со индустријата. Овде во дворот на Фейт, кај што сум јас, односно во бифето, се двајца многу значајни наши членови од индустријата и членови на извршен одбор, и Владко Тилевски и Трајчо Черепналковски. Ја спомна професорот Талевски, ми се чини прославата на 20 годишнината со 20 настани. Јас морам да кажам дека погонот на организацијата на тие 20 настани беше токму Владко Тилевски, кој што е тука, и ми трепка така. Ама навистина мора да се каже дека огромен труд и енергија беше вложено во таа година и одбележување на настани и организирање на настани. Така што вреди да се спомене како дел од историјата, но и како пример дека индустријата на вистина е важен дел од Мако Сигре и од воопшто важен дел од нашето здружение се
представниците од компаниите, и оние кои што се занимаваат со опрема, со понуда на опрема и практично од електроенергетските компании. Сега тука во четот гледам дека професорот Георги Демировски сака нешто да каже, така што професоре повелете, не мора да се крива рака, може слободно да ни се обратите. Благодарам, добра вечер. Како дипломиран електроинженер, јас сум енергетичар, кој што помина некој пат, повеќе од 45 години, професионален, од автоматика до споредба на човеков мрежите на човеков невронски систем со милиони повратни спреги, внатрешни и надвршни, со вештачките невронски мрежи. Она што господин Салтировски говореше, кога станува збор за денешната состојба на знаењата по светов, за мрежите, има поприлично големи промени. Многу големи промени. Ми се чини дека би требало да воспостави МАКО-СИГРЕ соработка со Сдруженијето ЕТАИ, бидејќи современите знаења за мрежите претежно во Македонија, не зборам на Балканот, само во Македонија, претежно се сконцентрирани таму. Инаку за помладите колеги да имат во предвид дека по стек на околностите пред близу 45 години јас бев првиот соработник на професор Богданов Момчило, нека му е лека земјата, кој ги воведуваше синтеза на електрични кола, што е еден чекор понатаму од теоријата на електрични кола, кој исто тој ја правеше. Така да, не сум далеко од енергетиката, а да не спомнувам нешто друго. Меѓутоа, прашањето е далеко посериозно и далеко по-ургентно отколку што изгледа на прв поглед. Исто како што моите, да кажам, претежно колеги електричари, електроничари, електроинженери, јас би ги рекол со еден збор, кои издржат до физиката, не се концентрираат само на информатика, туку се држат пред се на физиката, бидејќи тоа е фундаменталниот закон во светот, како што тие забораваат дека сепак физиката за нас, кои се на некој начин темелиме на електротехника и теориска електротехника, општо земено, е многу поважна отколку индивидуалните сегменти во самата физика. И исто така важи, драги колеги енергетичари, за вас да не ги занемерувате информатиско-сигналните електротехнички технологии, кои што се сконцентрирани претежно во ЕТАИ. Мојата порака е воспоставување на заемна соработка, токму во трасирање на нов пробив за доволни или задоволителни знаења о што се тоа се случува во теоријата на системи и мрежи. Зборувам веќе за комплексни мрежи од мрежи, мултимрежи. Јас претпоставувам дека господин Салтировски зборуваше во тој контекст, бидејќи таква е констелацијата на електроенергетскиот систем на тлото скоро на цела Европа, иако има одредени исклучуци. И тоа е иднината што ќе биде. Благодарам. Тоа е мојата сугестија. Гледам дека сега и Благојче Трковски сака да се приклучи на оваа дискусија, така да Благојче повели. Ме потикна овој правец на развој на дискусијата од она што прво го кажа Сашо Шекерински, кој прво морам да кажам многу го пополни, многу кратко и јасно еден гап во моето излагање за СИГРЕ воопшто. Многу јасно го објасни оној дел кога организацијата настана заради потребите, а сега веќе имаме нови потреби и се наоѓаме многу слична ситуација.
помладиот Сашо го спомна делот околу дигитализација на мрежите. Професорот Демировски го пообјасни, јас само би сакал да дам и поддршка и да одам понатаму во таа дискусија. Во моментов се соочуваме со една промена во развојот на електроенергетските системи. Преоѓаме се повеќе од оние стандардни системи кај што имавме базна енергија и некакви хидроелектрани кои се акумулации, кај што лесно можевме да управуваме. Преоѓаме на системи кои имаат обновливи извори, а обновливите извори имаат една особина да работат, ја би рекол кратко, кога им се сака нив. Се повеќе, значи, за да се соочиме со тој факт и за да го одржиме стабилноста на еден електроенергетски систем, а стабилноста оди по Кирхоховите закони, по физиката, а не по желбите на трговијата, се соочуваме со барања, значи, на добро управување и одржување со системот. Ако досега, да речеме, некаков пресметковен период во однос на балансирање и на разгледување на стабилноста на системот беше 1 час, сега се преоѓа на 15 минути, на 5 минути. Самите воведување на обновливи извори веќе предизвикуваат нервози и во диспечерските центри, и во трговските трейдинг центрите, заради неможноста да се справат со ситуацијата. Значи, сложеноста на мрежите станува таква да веќе не е доволна за еден Homo sapiens, да речем, да може во работно време да одговори на тоа. Ни се потребни, значи ни се потребни алгоритми, ни се потребни веќе информатички алатки кои ќе работат на тоа поле, кои ќе ги одржува стабилноста на системот, а при тоа луѓето сепак да останат само се повеќе во делот од надзор. Така да јас би го поддржал било каква соработка во иднина во рамките на оваа држава меѓу инженерите. Не е тоа важно дали е тај, не е тоа важно дали е Сигре, дали е Земак, алумни и така натаму. Потребна ни е соработка за развој на нови системи кои се информатички базирани, за да може да се одржи стабилноста на електроенергетскиот систем. Толку. Благодарам за оваа дискусија. Навистина и се повеќе колегиве од нашиот факултет, освен електроенергетските системи и класичните, да речем, пристапи во електротехниката, се занимаваат и со сите овие новини и токму Мако Сигре, па и другите здруженија, и ЕТАИ, што ги спомнавте, Зимак, сите практично простор да се пренесат новите идеи до се повеќе колеги, да се дискутира за тоа што е ново, што е добро, што е интересно, во кој правец треба да одиме. Сашо ја спомна и транзицијата кон практично се поголемо искористување на обновливи извори на енергија, а тоа е предизвик за електроенергетските системи и секој предизвик треба да се реши. Каде што има предизвик треба да има и решение, и токму ваква соработката, нашите советувања и се до тоа придонесува да дискутираме и да размислуваме како понатаму ќе се развива системот. Интересно е што оваа, да речем, дискусија продолжи кон техниката. Почнавме од историјата на Сигре, од она што е Мако Сигре денес, од она како гледаме иднината на нашата професија и воопшто на нашето здружение. Сега не гледам подигнати раце, но би сакала да ги поканам сите оние кои што во моментот се професорот Демировски, ја гледам дека крева рака, и професорот Талески, кои што би сакале по нешто да дополнат, но и оние кои што не дискутираат до сега, а сакаат нешто да додадат. Би ве поканила, еве по редослед ќе му дадеме предност на професорот Демировски, па потоа професорот Талески, и ќе видиме дали уште некој може би е заинтересиран да каже уште нешто. Најпрви сакам да се заблагодарам на поддршката што ми ја укажа колегата пред малку. И сакам да споменам нешто што само го загатнав. Во знаењата кои што денеска веќе во последниве 20 години постојат, кога станува збор за
комплексни мултимрежи или повеќе кратни мрежи од динамички системи, освен проблемот на стационарна и динамичка стабилност, за која што зборуваше колегата, ја спомна како важен елемент за обезбедување функционалност на комплексните мрежи, постои проблем на управувана синхронизација на мултимрежите, која е сосема ново подрачје. Помлада е, веројатно, и од вас, колешка Крколева, бидејќи 20 и неколку години е само. А сметам за убаво во знаењата што се пренесуваат кај помладите колеги низ различити форми, нарочито на сега најмладата генерација, јас сум практично дедо, 80 години. Е важно да укажеме на тие правци на развој кои што се случуваат, зборувам за фундаменталната наука, пред се, ама да се имат во предвид. А како и до која степен во електроенергетските системи ќе се пробијат, морам да признам дека јас за сега немам никаква представа, освен фундаменталните работи. Но, едно е суштинско. Останува, позадината е пред се физика. Се темели на информации, се темели на сигнали, што носат информации, меѓутоа проблемот е физика. Суштински се покорува на најважниот закон на светот. Физиката, според мене, физиката овозможила хемија, хемијата овозможила биологија и живот и све друго. Меѓутоа е физика. А некако сум останал во мојот живот во убедување дека било кој оддел од електротехника да завршиле инженерите, стручаците по светот, имаат истенчено, деликатно чувство за физиката. Се разбира, јазикот е математика, ама ако го немаш чувството за физиката, математиката е модел, јазик, опис. Еве, благодарам тоа. Ви благодарам уште еднаш, колега, што ме поддржавте на идејата. Не е важно во која форма ќе бидат, формализирано или неформализирано соработката, али е сигурно дека е неопходно. Благодарам. Благодарам, професоре. Сега професорот Алес. Јас не може да не се сложам со професорот Демировски. Дека се е во основа физика. И исто така ќе се сложам дека независно која насока на електротехнички факултет или ФЕИ, сега како ќе го крстиме не е битно, јас постаро завршив, инженерите наши ги знаат работите многу добро. И ова е сега токму за алумни, не за макосигре, не за електроенергетски мрежи. Моето објаснување, морам да кажам сега, зошто мислам дека е така. Ајде нека, особено за јако струјашите, нека проба некој да испита како изгледа струјата, да ја фати струјата. А другите инженери, градежниците, тя столбот, циглава, тя фати, машинциве, добра, ако е жешко нема да го фати, или ако брзо се врти машинава и така натаму, меѓутоа кај нас, заради тоа што ние не можеме да ги опитиме да ги направиме со вообичаени средства за комуникација, ние мораме малку да го развиваме умот и да ги гледаме работите малку поинаку, односно да развиваме и фантазија. И така да ги решиме проблемите. Затоа мислам дека електроинженерите се кремот на инженерите. Не знам кој од вас ќе се сложи или нема да се сложи, и тоа кога велам електроинженери, мислам за сите што завршиле на ФЕИТ или на ЕТФ. Исто така го поддржувам, како што и Баже спомна, го поддржувам професорот Демировски за соработката со ЕТАИ, со тоа што соработката со ЕТАИ главно, сега зборувам макосигре и ЕТАИ, главно била индиректна. Не директно, не сме држали ништо, или можеби некој
може би некогаш нешто заеднички се направиле, ама и тоа не сум сигурен. Сум заборавил веројатно ако било воопшто. Меѓутоа како индиректно. Луѓе кои што се номинално енергетичари таму пријавуваат на нивните советувања трудови и обратно, многу почесто обратно, луѓе што се од електроника, електротехника, телекомуникации имаат трудови на наши советувања, затоа што реков, со онаа реорганизација на СИГРЕ во 2000 година се воведува, добро, постоеше комитет, студиски комитет поврзан со телекомуникации и управување, меѓутоа се воведува нови студиски комитети тогаш, кои што воведува пазари, новина, тогаш се воведува оние, како се викаат, дистрибуирано производство и се разбира, се зајак на студискиот комитет, каде што Трајче е председател, а тоа е информациони системи. Така што со ЕТА имаме некаква соработка, индиректна, треба да како се вика, можеби да се и официализира или на ниво на институции да се тоа направи. Со тоа што сега и нешто друго ќе кажем, во последниве 10 години со ЕТА и некако сме се гледаме за ривали. Како? Ривалството кај било? Кој прв ќе го фати најдобриот термин во септември за конференција, бидејќи во иста година одржувавме конференција. Па една година ЕТА ќе се јави во Метропол, прво ќе резервира термин кој што е вака најзгоден, па после ние следното советување друг пат и така натаму, па на крај нешто пробавме да направиме за да не си правиме конкуренција, затоа што многу луѓе, особено од факултетот, можат да приемат труд и на СИГРЕ и на ЕТАИ, и имаше предлог, интерес да ЕТАИ и СИГРЕ, мако СИГРЕ ги одржуваат конференциите во Охрид не во иста година, токму за да не си правиме конкуренција за термините за одржување на советувањата. Благодарам. Благодарам, професоре, за ова ваше дополнување на дискусијата. Она што можам да се подсетам на една анегдота од Вруцушките денови на факултет, што се потврдува, која еден колега велеше дека да завршиш електро исто како филозофски, само плюс равенки, знаеш. Очигледно дека сакаме и техника, ама сакаме и да мудруваме и да кажуваме, и тоа е добро. Мислам, идеите се раѓаат токму на вакви дискусии, на вакви состаноци и средби кои се неформални и кои не бараат посебни подготовки однапред, но овозможуваат отворена и убава дискусија на сите присутни. Сега, ако бидејќи не гледам дека има уште некој што е пријавен за посебно да каже нешто, јас би искористила приликата да ги поканам сега и нашите домаќини, представниците од ФЕИТ алумни, мислам дека Тони е спремен да каже нешто со што ќе го привршиме практично овој состав. Александра, извини, ако можам. Ајде, како не? Пошто гледам, барем ако колку што ја гледам овдека на екранов, Методија Атанасовски, генерален секретар на МАКО СИГРЕ е тука, и Митко, да, слика да гледа Митко Костов, да прашам, дали технички факултет има, како се вика, алумни асоциација? Тоа си правиме муабет сега веќе, добро, и цела ова работа не е, како се вика, формална, ама да прашам. Добро вечер на сите. Технички факултет формално нема, ама неформално има преку Facebook група една во која членуваат и сегашни дипломирани студенти, барем на електротехничкиот одсек, така што може да се речи дека има, ама не се вика алумни.
Тоа би бил одговорот на Па добро, прашање. еве, може би идеја еве го Манчук. Ама имаме 400 члена, така што завидна е бројка. Па вие имате повеќе од нас, бе. Ама не се сите електроинженери, не се сите. Каков алумни е тој не, што од кај ги примате? Дали ги примате од сообраќајен одсек, од што? Добро, да, јас објавувам информации таму од факултетот. Па еве Манчук може да ви советува, помогне да направите. Јас сега не знам, не го прочитав Манчук тоа што го прати пред некој ден, некој како извештај за работа, пред да еве Александра ти каже да прашам. Ја на некој од овој средбите сум бил, ама сега само да прашам, дали алумни организацијата е регистрирана како здружение? Само момент, вака регистрирано е, меѓутоа тоа треба да се обнови. Правно не сме се уште средени. Во процедура е таа работа веќе година дена. Ние одиме повеќе дедуктивно, значи да работиме, а после правно да се решат тие работи. Не, добро, ја само онака прашав дали е формално. Добро, толку, нема да прашувам понатаму. Благодарам. Благодарам на Александра како модератор. Инаку дека во живо сме отприлика 9 луѓе. Да го поздравам че Планковски првиот претседател на алумнито, да ги поздравам сите присутни овдека. Идејата на дружењето е повеќе неформално, значи да се запознаеме, на крајот некој не се знаеме. Второ, да се излинкуваме, исповрземе енергетичарите со информатичарите со низок напон со електроничарите, со телекомуникации. Значи, трендот во светот на електроинженерството иде во мултидисциплинарноста. Се поврзуваат, се излинкуваат работите, веќе нема толку строга подолба како што може би имало порано времето кога студиравте вие професорите, кога ние студиравме. Значи, едно умрежување, едно проширување на делувањето и едно работење. Второ што сакам да кажам, ова прв пат интерактивно вака хибридно, како да го крстам, и многу беше чудно. Седиме овдека 9 луѓе, ќутиме сите, гледаме некаде, нешто слушаме, изгледа ќе биде малце потешко враќањето кон она бившо нормално, ако некој пати се врати тоа бившо нормално. Продолжуваме со тоа презентирање на инженерските институции, значи почнавме со IEEE, продолживме со ЕТАИ, предавањето на професор Демировски, МАК, ЗМПУ, хубаво го изговорих, и ми простите, МАК од Сигре, следува ЗЕМАК и овие снимки овие настани може имат мал број на присутност во моментот 20, 30, 10 луѓе. Меѓутоа настојуваме да снимките ги поставиме на нашиот канал и потоа ги пропагираме по социјалните мрежи и да едноставно се шири таа комуникација и интерактивност. Не знам, јас не би должел повеќе, освен ако некој од дека присутните што не беа при можност да се обратат ако имаат нешто да кажат. Ако не, би ве поздравил сите, би ви се зблагодарил за присуството и сега не знам, она family фото што го викаат сите, не знам како да го изведеме во овој случај. Чекај, Манчук, извини сега, пошто јас сум на алумни. Не, сите сме алумни, да. Не се рачунаме ние за домакини. Тоа за да кажам. Значи, ние не сме домакини, сите сме домакини дека пред сме инженери. Првиот председател на алумни, пошто е таму, а тој и е во утјуматот на Мако Сигре, па нека ни каже нешто за алумни или за Мако Сигре што се сеќава. Го повикувам сега, дали ќе каже, тоа е друга работа. Може, да се пратите препарат. Да видиме дали се сеќава прво. Како председател на алумните и како актричен. Се сеќавала апарентли, така да ајде. Може да зборувам? Да. Значи, Ајде го видиме, не сум го видел одамна. На време, со мало задосување, но сепак на време. Сметам дека овие асоциации, здруженија и други активности кои
го прошируваат спектарот на опфатот и сознанијата на образованието. И драго ми е што сум тука. Сакам да само да подсетам дека јас како прво себе да се подсетам, јас како млад инженер во електростопанство влегов и веднаш една од големите работи што се случи беше организација на ЮКО СИГРЕ конференција во Струга. Учествува во организација на конференција со преку 1000 учесници. Тоа не се заборава и тоа е мотив да и во следниот период после трансформациите да организираме сериозни настани кои ќе донесат нови сознанија. Тоа се идеите. И драго ми е што сум не само што сум учествувал во тоа, дека драго ми е исто што бев и првиот председател практично на алумни дружењето, во кое дипломираните електроинженери од нашиот факултет се промовираат и продолжуваат да функционираат во некои размена на информации и размена на сознание. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе се гледаме исто и понатаму. Ви благодариме за обраќањето. Ако нема никој друг, да пробаме некоја фото да направиме во оваа нова реалност и присутните ги покануваме на скромна закуска, а отсутните да дојдат следниот пат да бидат тука присутни во живо.